всушност се врата кога што тие се надевале за како што го нарекот ребулгаризација. И меѓу другото од претходниот принцип следи дека и во Албанија не може да има македонци. И тука гледаме и тоа што сега го прават. Сега се случува. Вештачки создават и тоа не го работат од сега. Од 1990 започна, јас сум сведок на бугарска телевизија сум гледал како почна да праќаат шлепери со помошти се и се што. Континуирано се работел во Албанија за создавање на бугарско малцинство, а додека треба да си признаеме македонската држава реално ништо нема направено таму. Значи тоа е резултат од 35 годишно бугарско работење и македонско спиење. Ето што се случува таму. И да, тоа е нивната политика и сега кога тие уште од 48 година сакале да се оформи бугарско малцинство признаено, ама големо. Тие многу акцентирале на големо и сега нивната мака после 90-та година беше дека ако се признае бугарско малцинство, такво како што Македонија реално го признавала. Мислам тие неколку илјади луѓе кои што се декларираат бугари, тоа ќе значи признавање на небугарско мнозинство. Тоа им беше големата мака на нив, додека не сменивме преамбулата. Па сега станаат делови на народи, а не делови малцинства. на народи, да, што е многу исто така недобра работа. Огромна грешка е тука. Огромна грешка. И сега тие сакат некако малцинство. Многу луѓе викаат дека ќе ги признаеме како малцинство. Не, тие не само што не сакат да се признае како малцинство, но има остри реакции кога некој погрешка спомна кај нив дека бугарското малцинство страдало овде. Имаше остри реакции, говори во парламентот како не ви е срам, бугарите не се малцинство, тие се мнозинство таму, тоа се зборуваше од бугарскиот парламент пред една година. И тие сакат да биде како народ, не малцинство, и тука веќе да го прошират тој народ и навистина евроинтеграцијата им дава тие можности, и нашиот устав македонски исто им дава тие можности, и она на кој што ќе се оди откако еднаш влезат бугарите во уставот, следната работа ќе биде тие да инсистираат дека има толку и толку дадени пасоши, тоа да биде прифатено како толку и толку бугари, и после тоа имаме еден принцип за правична застапеност и ќе се каже добро 200.000 бугари при тоа население, значи треба едно 13-14% од сите служби во администрацијата да бидат за бугари. Што ќе стане тоа?